Перфидно и манипулативно организирана пензионерско-политичка завера со големи размери е разобличена и разбиена на само 2 дена пред стартот на кампањата за претседателските избори и 1 месец пред парламентарните избори. Разработениот план на иницијаторите прво пукна во кочани, за со молскавична брзина да уследат домино ефекти во другите градови низ државата. Протестите на пензионерите со мали пензии од минатата година, кои започнаа во Прилеп, а најмасовно беа изразени во Скопје, на некоректен начин ги искористи само наменетиот претседател на иницијативниот одбор Драган Угриновски, кој скроил план да ги искористи пензионерите за политички цели и други лични интереси. Така, тој во договор со основачот на партијата Единствени за Македонија Јанко Бачев го вовлекуваа Сдруженијето во партија со големи ветувања за пензионерски парламент со 40 пратеници и други небулози. Дел од пензионерите наивно наседнале на примамливите понуди, што доведува до раскол во Сдруженијето, кој на состанок во Квадрати се дели на следбеници на Угриновски и на прилепчанката Верче. Под слоганот за борба за пензионерските права низ државата се организираат собири со пензионерите на кои им се подметнуваат на подпишување пристапници кон Сдруженијето, но со умисла тие да се искористат во политички цели. Така се собираат над 60.000 пристапници како предуслов да се освојат најмалку толку гласови на парламентарните избори, што би им однеле 5 до 6 пратенички мандати. Во меѓувреме Угриновски, Бачев и другите околу нив прават листа со кандидати за пратеници во 6 изборни единици, ставајќи се самите за носители во тројката и четворката, со ветување дека ако само првиот биде избран по 2 години, вториот ќе го замени во пратеничката фотелја по принципот на доброволно отстапување. Паралелно со агендата за избор на пратеници, водачите на пензионерите коваат контраверзен план за бојкотирање на претседателските избори, зашто некој веројатно им фатил договорна средба со претседатели на поголем број здруженија и мали партии во елитен скопски хотел. Поедини пензионери сметаат дека некој од заговарачите и организаторите на средбата земал поголема сума за пари. Но наеднаш опасниот заговор започнува да пука по сите шавови. По состанокот на пратеникот Миле Левков со Мони Георгиев како секретар на Сдруженијето на пензионери, предводено од Драган Угриновски, и претседателот на иницијативниот одбор на пензионерите од Кочани, каде се разобличуваат сите манипулации и намери. Веќе наредниот ден следува јавна обвијава од Мони Георгиев на социјалните мрежи дека се повлекува од функцијата секретар на Сдруженијето и од секакви активности околу изборите. Ги информира активистите по другите градови за неговите сознанија за политичкиот заговор, пошто следуваат масовни откажувања од политичките и други активности испланирани од Угриновски и Бачев.